Силен удар на инфлацијата врз куповната моќ на населението бележи статистиката и покрај растот на платите. Она што се постигна во 2021 година, покриеност на синдикалната кошница со просечна плата од 84%, сега е сведено на 71%, анализира порталот Пари. Ова значи дека сега не достигаат пари за 28,8% од трошоците, додека пред 2 години дупката била 16%. Што се однесува до покриеноста на кошницата со минималната плата, сега таа е 41,15%, или нешто над 3% поени помалку отколку во мај 2021 година и речиси 5% поени помалку во однос на пред една година. Верувале или не, податоците покажуваат дека пред пандемијата, па и во екот на пандемијата, имала поголема покриеност на кошницата со просечната плата отколку сега, што значи дека ударот од енергетската криза бил поголем од пандемската. Зошто? Затоа што ако се земе од осамостојувањето наше, клучните параметри кои што го определуваат начинот и степенот на развој на една држава, кај нас во делот на енергетиката се такви да увозната зависност од 50% не ја помакнавме 31 година. Веројатно заради недавање приоритет на тие инвестиции кои што требаше да одат према тој сектор. Тоа е лош пример и кризата не удри по уши да ни покаже дека не можеме така да се однесуваме. Сега треба да знаеме дека државата мора да има решение. Решението се наоѓа во сопственото производство, затоа што она е најефтино и најзначајно за компаниите, и да се изгради, односно формира посебен фонд за такви сериозни удари кои што ќе може да се интервенира и да се спречат оние последици кои што настанаа со енергетската криза. Анализата на податоците покажува дека во самата синдикална кошница сега имаме значајно помал удел на ставката храна и пијалаци. Ова е уште еден показател кој зборува за животниот стандард, затоа што колку повеќе пари се издвојуваат за храна, толку помалку има за култура, образование, рекреација, инвестиции, па и тековно одржување на домот. Податоците покажуваат дека износот за храна и пијалаци за мај учествува во мартовската плата со 55,9%. Ако пак се спореди мартовската просечна плата со мартовските трошоци за храна и пијалаци, нивното учество е 55,1% и тоа повторно е поголемо отколку во претходните 3 години.